луѓето што можеме неколку пати да влеземе во Вардариšte се соочуваме со тоа е страшен стрес по нас. Тоа страдање на животните е неприфатливо во ниедна држава осем нашата очигледно. Озлогласеното Вардариšte, кое беше символ за нехуман третман на бездомните кучиња, преклани замина во историјата. На негово место, поречиси 2 години работа, никна нов стационар и јавно предпријатие Лајка. Беше најавено како партнерство меѓу градот и активистите, но за сега не е така. Наместо да се изближиме и да бидеме сите заедно, ние се препукуваме. Намерите не се да се реши проблемот. Намерите се незаконски да се профитира. Нема потреба од креирање на вештачки фронтови. Како работи новиот стационар и зошто има судир со активистите? Ова е Ферус. Речиси цел живот го минал во стационар за бездомни кучиња. Растел во старото Вардариšte, а сега живее во Лајка, скопското јавно предпријатие кое почна да работи кон крајот на минатата година. Во стационарот има место за 100 кучиња, а капацитетот е речиси постојано полн. Точно се знае во кое време јадат, се шетаат 2 пати во текот на денот, се учат да одат на поводник и да ги стекнат сите оние навики кои што едно домашно милениче би требало да ги има. Во Лајка се носат сите кучиња без сопственик затекнати на јавна површина. Секое животно прво минува низ ветеринарната амбуланта, каде се проверува дали сепак има сопственик и каква е неговата здравствена состојба. На располагање е само еден ветеринар. Доколку нема микрочип, си подлежи на целосниот третман што е во нашето прифатилиште. Тоа е прво и основно вадење на крв, проверка на општа крвна слика, правење на 4D тест за векторски болести и испитување за болеста лешманиоза на Факултетот за ветеринарна медицина. По завршување на сите лабораториски анализи, чипирање и стерилизација, кучињата се сместуваат во боксови, каде 2 недели чекаат некој да ги вдоми, пред да се вратат на улица. Тука ретко кому му се дозволува влез. Според раководството, посетите носат ризик од зараза и ги вознемируваат кучињата. Новина е што меѓу боксовите има бетонски прегради за кучињата да немаат меѓусебен контакт. Поставени им се легла, грејење и видеонадзор. Вработените тврдат дека ниту едно куче досега не било ефтаназирано. Од оваа година е програмата, значи доколку е позитивно на лешманиоза, даваме 2 недели период за некој вдомуваш да го преземе тоа куче и да се грижи за него. Со тоа што евтаназијата избегнуваме најмногу што може. Капацитетот засега не е проблем, но системот кој треба да осигура хуман третман и контрола на бездомните кучиња низ Скопје сепак не е заокружен. Од Лајка тврдат дека не функционира врската со регистарот на миленици на Агенцијата за храна и ветеринарство, што значи дека не можат брзо да ги проверат заловените кучиња, ниту пак да ги препишат на име на вдомувач. Искрено и реагиравме до Агенцијата за храна и ветеринарство и во насока нели овој процес да се одвива непречано. Ние секако си водиме значи наша интерна евиденција и за секое едно куче, меѓутоа во процес сме на внесување ретроактивно на сите микрочипови. Ова не е единствената мака на Лајка. Оставка! 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 Активистите веќе се пожалија јавно дека предпријатието, иако е должно, не соработува со невладиниот сектор и ја обструира волонтерската работа. Протестот беше со цел да веќе почнеме сите да ги отвараме очите, да се изближиме сите заедно. И исто така и раководството на ЈП Лајка да седне и да видат кај грешат. Кемал Незири во своето прифатилиште досега згрижил неколку стотици кучиња. Но кога се обидел да им најде дом на бездомни кучиња чипирани од Лајка, дошол во судир со нив. Од предпријатието побарал да бидат префрлени на име на неговото прифатилиште, за да може да ги даде на вдомувачи, а добил пријава во полиција. Доставивме исто така и кај ќе бидат вдомени. Значи име, презиме, адреса и што нешто друго. Стои во мејлот све. И одговорот е овој, со една реченица, вие кучињата ги чувате неправно, истите да се радат на локација или во прифатилиштето Лајка. Наместо да се изближиме и да бидеме сите заедно, ние се препукуваме. Во моментот кога јас со тебе ќе се карам, автоматски страда сосема трето лице.
Директорката како причина за конфликтот го посочува проблемот со регистарот на куќињата, поради што не можело да се префрли сопственоста. Но додава и дека со чипираните бездомни куќиња од Лајка, засега може да менаџира само предпријатието. И поради системот и поради тоа што до сега не сме се сретнале со таква ситуација, значи ние секако во иднина кога би профункционирал безпрекорно системот, би ги сконтактирале сите кои што имаат намера да соработуваат со нас, да седнеме, се договориме и да видиме законски како може тоа да го истераме. Не е дека Лајка сака сите куќиња да си ги чува за себе. Таман работа. Поплаки за Лајка има и од други љубители на животните. Ангелина Спасовска одамна се грижи за група бездомни куќиња во центарот на Скопје. Дел од нив ги кастрирала на свој трошок, бидејќи почнале да се размножуваат. Во меѓувреме им бара вдомувачи. Ги знам околу 2-3 години и од тогаш редовно помагам околу нив. Со една пријателка заедно ги раниме и сите трошоци ги делиме. Но по пријава од граѓани дошле заловувачи од Лајка. Со нејзина помош успеале да фатат 2 куќиња. Од тогаш и било дозволено да ги види само еднаш, пошто стационарот станал целосно недостапен за неа. Ние на почетокот бевме баш воодушевени од работата, значи дресерите беа со искуство. Значи и првиот пат имаше напредок кај едното кутре, значи беше по-припитомено, да речем, од претходно. Меѓутоа тоа највеќе нашто ни сметаше, што ни пречеше е тоа дека ние не добивавме никакви информации за куќињата понатаму. Значи ние повеќе од 1 месец немавме никакви информации, не знаевме дали се живи воопшто куќињата. Така што ние немавме ни во план никако други куќиња да им помогнеме да земат од тука. Од Лајка со видеоснимки ја убедуваат јавноста дека куќињата се во стационарот, но можност за нивна посета за сега нема да има. Според Петрушевска, тоа го попречува процесот на ресоциализација. Стојам на ставот дека нема да дозволам да се еутаназираат куќињата, него сметам дека треба многу подолго време да помине за тие да се опуштат и да веруваат на некого. Значи не се 100, 2 куќиња се, јас сметам дека стационарот може да го издржи тој трошок за храна и за внимание за тие куќиња, да понатаму бидеме во состојба да им бараме дом. До директорката и Лајка има и други забелешки и критики. За дел од нив таа најави дека ќе тужи за клевета, што пак беше доживеано како притисок. Овде се работи за едно комплетно, како што кажав, изигрување на таа група граѓани, која што може многу да придонесе за решавање на овој проблем. И поради тоа изигрување, од една страна, а од друга страна прогонување, со суди, со судски процеси, со пријавување во полиција, активистите немаат никаква доверба во тоа јавно предпријатие, што е сосема нормално. Предпријатието се уште е затворено. Активистката и советничка во град Скопје од редовите на Левица сите случаи ги сумира во барањето за оставка на директорката на Лајка, доставено до Советот на град Скопје. Поддршка дадоа и 20 здруженија за заштита на животните, кои обвинија дека се исклучени од процесот за згрижување бездомни животни. Значи нема, како што кажувам, законска основа Лајка да биде вечен собственик врз бездомните животни, откако тие ќе бидат вдомени, па дури и кога се на улица. Кога ќе ги врати веќе на улица истретирани тие животни може кој било да ги вдоми. И може да ги вдоми, и може да ги кај себе, може да ги вдоми надвор од земјава и нема никаква законска пречка за тоа. Апсолутно. И на Лајка должност е да соработува и да го овозможи тоа. Самата директорка требаше само една работа да направи. Да ни повика сите на здруженија, да направи еден состанок, да направи концепт за работа, ако она не знае, ние чим го направиме. И ќе штедеш и градот Скопје, и во пари, и во време, и во луѓе, и во ресурси, во све. Директорката уверува дека е отворена за соработка со сите здруженија и активисти, но за тоа допрва ќе треба да се прави стратегија. Таа тврди дека се работи законски, а повиците за оставка ги смета за неосновани. Се надевам дека доколку некој има некакви конкретни докази дека некако злоупотребила службена положба и слично, дека ќе ги достави тие пред соодветни надлежни органи. Вака се би личи на само хајка на социјалните мрежи. Додека сите страни не најдат заеднички јазик, проблемот само ќе расте.
А колку државата се грижи за тоа, говори и фактот што новиот предлог закон со кој треба да се засили контролата на неодговорните сопственици и дивите одгледувачници, одамна е заглавен во собранието.